Стотици муслимани од различни националности кои живеат во Вашингтон, Вирџинија и Мериленд се собираат во Американскиот верски центар Дијанет за заеднички оброк, што секојдневно тука се подготвува во текот на месецот Рамазан. Најмногу посетители има за време на викендите. Редиците се долги. Според директорот на центарот, Ахмед Салих Байрактар, меѓу 5 до 6 илјади оброци овде се служат во викендите, додека во работните денови таа бројка изнесува од 1500 до 2000. Every year, Diyanet Center of America has... Секоја година Центарот од Дијанет во Америка организира спонзорирана ифтарска програма. Како што можете да видите овде, имаме луѓе од различни националности. Од првиот до последниот ден од Рамазан се дели бесплатна ифтарска вечера, која што ја обезбедуваме преку спонзорства, донации од организации и од побогати муслимани. Ова е многу разновидна средина за споделување на љубов и благослов и покажување на лицето на исламот во сад, на муслиманите и немуслиманите подеднакво. Ифтарската вечера ја подготвуваат искусни готвачи, а за целата организација е ангажирана армија од волонтери кои се среќни да помогнат со што можат, вели заменик председателката на одборот на верскиот центар Дијанет Сибел Оскан. Кога почнавме да размислуваме за вклучување доброволци, мислевме дека тоа ќе бидат млади луѓе, но се покажа дека и многу возрастни на 50 години сакаат да помагаат. Ова е голем напор за сите нас, но најголемиот товар е на нашите волонтери. Без нив ова не би било можно. Вечерва имаме повеќе од 1000 луѓе, но сме видели и денови кога доаѓаат од 1500 до 3000 верници. Невозможно би било да се изведе една ваква операција за која било институција, ако се ангажираат само вработените. Волонтерите ни се потребни, затоа што имаме големи муслимански заедници во Вирџинија. Најголем дел од верниците доаѓаат со своите семејства и под сенките на минарињата од џамијата во Мериленд го прекинуваат постот и седнуваат на вечера. Еден од нив е и Јусуф Кан, кој живее во Вирџинија, а потекнува од Бангладеш. Месецот Рамазан е свет празник. Тоа е време кога славиме и му се молиме на Бога, на Аллах. Поминуваме многу време со семејството и пријателите, си разменуваме подароци, а со секое зајдисонце го прекинуваме постот и се трудиме да јадеме добра храна со пријателите и семејството и заедно се молиме. Во текот на целиот ден постиме и се трудиме да правиме добри работи. Ние живееме на час и половина од тука и се обидуваме да дојдеме овде секоја година. Тоа го правиме веќе 8 години. Убаво е, средината е убава, луѓето се срдачни и храната е вкусна. На празникот се чини сепак најмногу му се радуваат младите. Постиме и уживаме во времето со семејството и пријателите. На крајот од денот заедно вечерам. Овде е забавно. Навистина уживам. Околу 1,6 милиарди муслимани ширум светот го одбележуваат светиот месец Рамазан. Муслиманите не јадат и не пијат во текот на дневните часови, постат од изгрејсонце до зајдисонце. Од постот се ослободени бремените жени и доилките, болните и постарите лица, како и децата. На крајот на месецот Рамазан, муслиманите го слават Рамазан Бајрам, кој означува завршеток на едномесечниот пост. До следната година.